Почитувани мој добар ден од мене, вие сте со уште едно ново издание на Црвена линија и верувам дека како и вчерашното и сите наназад ќе бидете активни и секако особено во ова денешно издание и ве ќе споделите каква е ситуацијата и состојбата кај вас. А еве зашто всушност и ќе зборуваме. Од најновите истражувања на Центарот за граѓански комуникации за возниот парк во двете најважни институции за граѓаните, резултатите се поразителни. Противпожарните возила се просечно стари по 27 години, а кај амбулантните возила малку е подобра ситуацијата. Просечна старост им е 12 години. Па еве ве прашуваме како и зошто нема средства во буџетите на општините за нови противпожарни и амбулантни возила. Дали всушност во општините има пари само за можеби службени возила. Како и да е, оно што е сигурно, ве подсетуваме дека можете дискусијата да ја пренесете и на социјалните медиуми, а ќе не најдете без никаков проблем ако кликнете на Facebook Црвена линија, не заследите, почнете да шернувате, коментирате и лајкнувате. Истото тоа може да го направите токму каде што е објавена нашата тема и на профилот на Телма телевизија на Facebook. Ќе ве подсетам Црвена линија и на Twitter, а задолжително се разбира ќе побарам, не само што и ќе ве подсетам да не заследите на Инстаграм, па да станете дел од Инстаграм семејството кои што ја следат Црвена линија и редовно даваат одговори на нашите анкетни прашања. Па така денес, доколку кликнете на Инстаграм стори анкетата, ќе ве пресретне ова прашање. Треба ова погрешно сме покажале во вчера, како и да е, еве уште еднаш ќе објавиме. Да, оно што секако ќе ве прашам, еве можете звучно да слушате прашањето, ни е дали странските и приватните донации се решение на проблемот. Имате две опции за одговор, а се разбира, еве и ќе ви покажеме што поскоро како треба да се разбира да кликнете, значи задолжително заследете на Инстаграм сите вие кои што не сте го сториле тоа и се разбира, не заборавајте да дадете одговор на Инстаграм стори анкетата. Сега, пред каков предизвик ќе ве ставиме денес во Црвена линија, се разбира со оглед на тоа дека не следите од сите општини и градови, се разбира од секаде низ Македонија, ќе ни биде особено драго како граѓани да ни ја пренесете состојбата кога станува збор и со количеството и квалитетот на возилата, особено кај најважните работи што се за граѓаните, тоа се противпожарните возила, како изгледаат противпожарните станици, секако ќе подсетиме дека сакаме да ни укажете и каква е состојбата и со колку амбулантни возила всушност располагаат вашите места. Што е она што можете и секако да го извоите што е за пофалба, но да не заборавиме исто така и доколку нешто не зна јавноста, вие сте тие кои што ќе можете да го укажете во Црвена линија. Во продолжение, за да ве подгрееме и загрееме за денешнава дискусија, одеме и со прилогот на мојата колешка Симона. Погледнете. Медицинска нега, сообраќајка, дотур на лекови. Македонија на располагање има 263 амбулантни санитетски возила за потребите на граѓаните, а најстарото возило има 35 години, покажуваат последните податоци од истражувањето на Центарот за граѓански комуникации. Ова возило го користи болницата за респираторни заболувања од Отешева. Минатата година се набавени две возила, едното за потребите на клиничката болница во Штип, а другото во здравствениот дом во Тетово. Податоците на Центарот покажуваат и дека просечната набавка на едно возило чини околу 38.000 евра, додека најскапо се купени двете возила од по 100.000 евра кои Министерството за здравство им ги подари на клиниката за детски болести во Скопје. Според истражувањето на Центарот, сите овие возила здравствените установи ги добиле на користење или донација, а само 22% од возилата се купени со сопствени средства. Најчест донатор е Министерството за здравство, а преку донација добиле и од други земји, невладини организации или поединци. Податоците покажуваат дека за 3 години македонското здравство има 80 возила повеќе. Технички неисправните и дотраени возила се заменети со нови, но само 30 од ново набавените 80 возила се нови.
Слична е состојбата и со возилата на противпожарната бригада. На користење се 284 возила за гаснење пожар, цистерни за вода и возила за пожарникарите и опремата. Просечната старост на возилата е 30 години, а има и такви кои надминуваат оваа возраст. Па така, на пример, според базата на податоци на центарот, најстарото противпожарно возило од 57 години е камионот Тамвова Ландова. Најнов возен парк имаат противпожарните единици во Велес и Штип, чии возила се просечно стари по 12 години. Проблем во оваа професија се јавува и недостигот на пожарникари. На земја ви недостигаат 340 пожарникари, а најголем дел на главниот град. На денот на пожарникарството пред 3 недели и командантот на противпожарната бригада во Скопје, Звонко Томевски, ја потврди оваа информација. На секои 1500 жители, секои 1500 жители треба да имаме по еден пожарникар и согласно новите податоци кои се добиени од пописот, треба да имаме негде околу 400 пожарникари, па ние сме негде на половина од потребниот број. Така да и со таа бројка успеваме да се носиме со предизвиците, но потребно е обновување. Според Томевски, пожарникарството е атрактивна професија, но за истата не се одобруваат пари за вработување. А ете сега е време вие да ни откриете каква е состојбата во вашите места. Значи, веќе подсетам уште еднаш во меѓувреме додека го вртите телефонскиот број 02307 0005 и пред да ја стартуваме дискусијата, ќе ве подсетам уште на самиот старт да биде намален целосно тонот на телевизорот, да зборуваме телефонски преку слушалка и секако внимавајте на тајмерот, бидејќи за секое вклучување време траење на излагање е 90 секунди. А сега и ќе ви ја покажам анкетата на Instagram Story, значи не ја пропуштајте можноста, се разбира, да го дадете одговорот на анкетата која што е денес за сите оние кои што не следат на Instagram. Прашањето е дали странските и приватните донации се решение на овој проблем. Две опции за одговор, да, не, па ќе откриеме кој како одговорил процентуално, резултатите ќе ги соопштам по рекламите. Но сега стартуваме токму со вас. Добар ден. Добар ден. Од каде ни се јавувате? Од Гостивар. Од Гостивар. Па ајде, еве, како ќе ја пренесете ситуацијата со располагање противпожарни возила, амбулантни возила во Гостивар? Па како да ја пренесам ситуацијата не само во Гостивар, него низ цела Македонија. Ситуацијата е катастрофална. Прво, градоначалниците не мислат за здравството, не мислат за возила, мислат за тие луксузни возила да возат. Луксузни, како што беше случајот со Рамиз Мерко. Им даваат од владата по 50-60 хиљади евра да покријат некоја дупка тамо во приватните, во фирмите тамо кои се под надлежност на општината, тој се купува Ауди и јавно каже на телевизија, ја да дојдам во вашата телевизија, ми треба добро ауто. Така ли беше? Добро, имате уште време, а еве да речеме дали имате информација со колку противпожарни возила и амбулантни возила располагаат во вашиот град? Имаше едно возило до донација од, не знам од кај беше тамо, и не можат општините да се останат на донации. Имаат пари, може да одделат пари, ама мислат на джебот свој и така. Така, минатата година Гостивар добија противпожарно возило како донација. Па еве според вас дали странските и приватните донации се единствено решение за проблемот? Ма какво единствено решение? Не ќе го стално ние на донации. Ние вистина сме социјална држава, ако гледаме какви плати земат, и сега со ово 78% покачување, па замислите колку пари располагаат општините. Бидете поздравени. Благодарам многу, бидете поздравени вие и секако продолжете да ја следите Црвена линија, со оглед на тоа што ќе има многу вклучување, дискусијата е на самиот почеток. Одеме со нов гледаш, добар ден. Добар ден. Добар ден. Што се однесува до општините, немаат пари за амбулантни возила, но имаат пари да асфалтираат некои сокаци, некои уличиња така за поени. Ке си дозволам да ве прашам од каде ни се јавувате? Од Гевгелија. Еве како е во Гевгелија? Гевгелија многу малку се спомнува со проблеми, но еве вие ќе ни пренесете. Како не, па лани се запали таму околу границата, околу Фламинго, па хеликоптер, па така.
гасеа. Иначе се виде колку е капацитетот на нашата држава за овие возила. Кога гореше Источна Македонија, тие се бањаа во Грција на плажа, се сликаа така насмеани, весели, а некои дојде од странство да ни помагат. Иначе, што се однесува за донации, не можеме ние од донации да живееме. Тоа ти е како една куќа, да чекаш леп да ти донесе некој од страна, па ти да преживееш ден за ден. Тоа не е решение. Според вас, зашто нема пари во општинските буџети еве да се обноват овие возила? Па треба да се изнајдат. Тие се приоритет. Еве лето иде. Што правиме? Ќе чекаме. Така, благодарам многу еве што споделивте токму од најјужниот град, Гевгелија. Секако и вие продолжете да не следите. Одиме со вас, добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Добар ден, од каде ни се јавувате? Од Македонија. Од Македонија, од кое место? Од Кавадарци. Од Кавадарци. И каква е состојбата со квалитетот, бројноста и староста на противпожарните возила? Значи возила нема пари за да се купат заради тоа што секој што ќе влезе во политика, ја во не го кажувам за против било кој да сум, туку а гледам состојбата за вие 30 години. Секој што ќе влезе во политика без пари, сирома човек, од таму од политиката си испаѓа богат човек. Значи него не го интересира возила дали има брзата помош или противпожарни возила дали има или некои други возила да не има, туку него го интересира додека ќе влезе во политика, дали е у советот, дали е градоначалник, дали е пратеник, дали е министер или било што. Гледа да се збогате за после него десето колено негово да има пари и пари за да јаде и да ужива и да оде на одмори по други држави, по мориња, па вили да си купуваат таму. А во Кавадарци дали се случило, се извинувам, значи не ги интересирани за амбулантни возила, они си имат коле. Во Кавадарци дали еве сте подновени со барем некое возило противпожарно или амбулантно? Па имат некое возило противпожарно купено, тоа градоначалникот некоја донација изгледа дади и некои амбулантни возила од него што ги купи Митко Јанчев. Иначе, ако не беше Митко Јанчев, ако беше од СДС, градоначалник, немаше ништо да има во Кавадарци. Во Кавадарци... Добре, благодарам за вклучувањето и веќе подсетиме дека најстаро противпожарно возило, дури 57 години има зад себе, е камионот Тамот, замислете, од 1966 година и тоа на Валандовската единица. Па баш би сакале еве некој од Валандово да се вклучи и секако да не каже како функционира и како успеваат еве да функционираат квалитетно со ова противпожарно возило кое што навистина има долг век, 57 години цели. Добар ден. Ало. Здраво. Добар ден. Добар ден. Од каде ни се јавувате? Од Македонска Каменица? Од Кавадарци. Од каде? Од Кавадарци јавувам. Ај, вие сте од Кавадарци. Добре, еве дали се служувате со претходниот гледач? Волам, госпоđo, 100 пати ми е кажано. Не се сложувам со предходниот гледач. Тој е 100 пати му е кажано да зборува за Свето Јанев и не кажува за Свето Јанев. Тој е мрзлив, не работат. Ево, тука јавно му поратувам. Добре, ајде да се навратиме. Значи, слушнавте дека има обновено некое возило кај вас? Сега вака. Темата ни е, еве да ни откриете со колку и какви противпожарни возила располагаат амбулант. Не, за Кавадарци нема проблем. Кој е проблем со Прилеп? Прилеп и Источна Македонија, тоа е катастрофа. Зошто? И тоа пази ми е кажано меѓу стражата за големите, не е 91 минута. Да е садно трае ова ваша емисија. Малко е тоа. Но еве во секундите, зошто сметате дека Прилеп е катастрофа по ова прашање? Што да зборувате? Во Кавадарци нема проблем со противпожарната и ова медицински амбулантни возила. Така? Не, што е проблем со Прилеп и Источна Македонија.
Тоа е беда и сиромаштија. И Е, сега, слушајте ме, не ме слушате, ќе ви доделим уште 30 секунди. Не, 90 секунди. Сега ќе добиете уште 30 секунди од мене и да ми кажете зошто е катастрофална ситуацијата според вас во Прилеп во однос на поседување на противпожарни возила и амбулантни возила. Тебе сада трае ова ваша емисија. Еден сада трае. Добро, што ме така и ве најверојатно не ме слушавте јас што велев, но драго ми ако сакате еден час да трае, но сега за сега трае колку што трае. 90 секунди се време траењето на излагањето и ве како никогаш до сега гледате дека настојувам да ми откриете од каде се јавувате, бидејќи ова се навистина алармантни податоци, сепак сме 21 век и она што навистина не интересира каква е реалната состојба во однос на квалитетот и староста на противпожарните возила и секако на амбулантните возила, дали ги имате и доволно на број. Особено и оние кои што се во овие дејности би ни било драго да се вклучат во црвена линија, па да продискутираме со оние кои што директно се засегнати и ги користат нивните услуги. Добар ден. Здраво, здраво. Здраво, здраво. Па види вака, што се однесе до возила, тоа мало морген, дали на државно ниво или на општинско ниво, нема никаде да се добијат. А веќе кога спомнувате донации, значи, тоа може донации Западот и така им даде на овие параспори да оплячкаат државата, сите пари што требаше да бидат наменски употребени, отидоа по рајските финансиски места, така да сега нема што да очекуваме ние дали ќе има брза помош, дали ќе има пожарна, дали некои полициски возила, додека за полицијата мора да има полицијата за да мала по народ кога ќе дојде до немири и до протести бунтови. Полицијата мора да биде навежбана, да има да мала. Иако таа иста полиција зима пари од мене и од тебе, али за нив мора да се обезбеди. Иначе што се однесе за пожарните, се побетер и побетер ќе имаат возила, ги нема ни оние авиони што беа 3-4 комада, колку беа, кај се изгубија, ги снема. Толку беше фалење, ударање в гради, додека траеше пожарот ондека кај Пехчево и Берово и Делчево. Сега ги нема никаде тие авиони. Што значи дека во општините има само пари за службени возила. Али сега Рами Смерко доста го спомнува. Тој веќе си го кажа моветот. Ние не можеме ништо на Рами Смерко. Добро, благодарам многу за јавувањето и ве малку чепкавме и низ Твитер и ќе кажеме дека овој проблем се спомнува низ годините, така да ќе ви прочитам една објава Maktal.mg која што е вест објавена на 26 август 2022 година, тоа значи минатиот август, каде што стои дека министерот Милевски во општина Демир Кисар со поддршка на Министерството за локална самоуправа се обезбедени 4 возила и опрема за противпожарна заштита во Пелагонискиот плански регион. И токму затоа еве тука се спомна и Демир Кисар во Твитер минатата година дека се обезбедени 4 возила, па ве прашуваме дали е тоа така и каква е состојбата моментална оваа година во однос на бројноста и староста на противпожарните како и амбулантски возила. Добар ден. Добар ден. Вие сте од Македонска Каменица. Голем поздрав. Сега сум ја од Македонска Каменица. Вие сте од Македонска Каменица или грешам? Возилата. Имаме која по 41 година. Покажат. Тука стои 2 Мерцедеси на Македонска Каменица и тоа од 67 година. Да, добри ме. Болат ти возила. Општината донаце. И од других саса едно. Добро ти прочени. И тази е пието кod vas. Тоа е. Добив од говората погледа. Погар. Добив го добив после 5 години. Еве ти остане. Остане. Да имаме. Што како имаме по 40
противпожарни возила или ако имаме, например, Ви имате возило од 67 година таму, во Каменица. немаме шофери. Добре, бе, вака ќе посетам уште еднаш, иако најавив на самиот почеток на Црвена линија, она зашто дискутираме секако за последните истражувања на Центарот за граѓански комуникации, поточно за возниот парк во двете ќе посетам најважни институции за граѓаните, а резултатите се поразителни со оглед на тоа што противпожарните возила се просечно стари по 27 години, а искрено еве ништо не е подобра ситуацијата и со амбулантните возила, чија старост, просечна старост е 12 години. И би сакала се разбере, особено како и гледачот пред малку, кој што се јави од Македонска Каменица, па секако и некој од Битола, тука стои како податок дека 4 возила се произведени во 67 година и тоа 2 Мерцедеси кои што и припаѓаат на Македонска Каменица и Битола. И функционираат ли тие? Ни треба да се разбере како граѓани со оглед на тоа што ова се и најважни институции за сите нас, да ни споделите и откриете каква е реалната состојба во моментот, односно на терен. Добар ден. Добар ден. Од каде ни се јавувате? Од Битола. Супер. Од Битола тука стои дека има од 67 година 2 Мерцедеси. Еден Мерцедес кај вас. Тешко на државата, општините не можат пари да земат плата, а не да одделуваат средства за противпожарни возила. Зошто општините немаат плати според вас? Сите чекаме, затоа што не работи ни една фирма во државата. Сите фирми ги затворивме, ги спустивме и сега чекаме некој некаде да ни дава донации. Јас повеќе да се јавувам. Јас сум член на СДС од почеток. Како можеше ова влада на Ковачевски да дозволи министер за образование и министер за здравство да биде од албанската партија? Дали тие луѓе се образовани или воопшто да не зборуваме сега за тема за која што не зборуваме. Еве кажете ми кај вас стои според податоците дека имате Мерцедес стар од 67 година како противпожарно. Не дај Боже да се запали нешто. Не дај Боже да се запали нешто. Сега прво нема луѓето кои да одат да гаснат. Не може да натерате луѓето кои на времето да трчат сами од градот, доброволно додат да гаснат. Државата е на колена, падната, и затоа ви викам, колку министерства ова влада му даде на ДУИ, а тие се клучни места. Здравство. Добре, јас ќе подсетам за понатаму сите оние кои што ќе се вклучат. Значи, дискусијата водиме во однос на темата за која што споруваме и поприлично сме конкретни. Значи, ве прашуваме пред се кој е вашиот став и мислење зошто нема доволно средства во буџетот на општините, па еве во нашата држава може да се сретнат противпожарни возила кои што се стари дури по 27 години, но она што исто не можеме да се пофалиме е дека имаме и амбулантни возила кои што просекот на старост им е 12 години. Генерално се обновуваат преку странски донации, приватни донации, но дали е тоа според вас решението и секако дали може да ни предочите каква е реалната состојба во моментот со оглед на тоа што сте граѓани на местото од каде што се јавувате. Добар ден. Добар ден, ако сум ја. Вие сте секако во Црвена линија. Од каде ни се јавувате? Од Кавадарци. Темата ви е многу убаво и на место е. И кој не е писмен, нека не се јавува. Туа пише убаво зошто нема противпожарни возила и амбулантни возила. Зошто не се купуваат такви, а не за Свето Јаневски или за лозарите. За лозарите мене лично ме интересира тоа што е темата и стриктно на тоа зборувам ја. А кој е обседнат со Свето Јаневски, нека прави протести пред Тиквеш и нека бара неква смена или нека му го зема Тиквеш или нека го казва. Ајде да се вратите на темата сега вие. И не ме интересира воопште за лозарите. Лозари има
во Кавадар се над 10.000, нек се бунат. Ајде да ги оставиме лозарите на страна во моментот и да зборуваме за против. А мене против. ме интересира стриктно само за темата и само на тоа ќе зборувам на темата. Каква имате тема, во која ден и само на тоа. Фала многу. Благодарам. Еве гледачот, значи ве молам да не ги користиме времето на црвена линија за да се објаснувате меѓусебно и секако нема да дозволиме да има некаква расправија помеѓу гледачите. Апсолутно тоа не ни е целта. Целта ни е единствена и јасна. А тоа е, имаме и прашања кои што еве ги гледате, значи оно што сакаме да слушнеме од вас, зошто ни се случува да нема средства во буџетите на општините, па еве кубуриме со нови противпожарни возила, амбулантни возила, а среќа па летово стартуваше со многу дождови, но што кога ќе стане премногу жешко, дали ќе го задоволат капацитетот возилата кои што еве се стари повеќе од 27 години. Добар ден. Добар ден. Повелете, во црвена линија сте. Благодарам. Ајде за темата. Зошто нема пари за возила? Па за тоа што 500.000, колку потроши, 100.000 евра или 500.000 евра потрошија за прослава на 20 годишна до Охридскиот договор. За тоа што градоначалниците си качија и тие 78%. Сите. За тоа што владетелите си качија 78%. За тоа што министерствата милиони трошат. Едно од тие за политички систем. 4,5 милиони евра. А сакате да ми кажете дека општините имаат пари за покачување, а за службени возила исто има? Пари државата дава, државата се задолжува, го задолжува народ. Овие државни наши владетели, штетници, што земаат кредитите и за пензии, и за плати, и за се земаат кредити. Ние во Македонија има села, цели општини што не плаќаат струја. Македонците плаќаме за сите. Данок само ние даваме за сите. Како ќе има пари за возила? Кога ако падне 5 денари, како ова струја, му дадува пари за општина, тој ќе купи Ауди А6 му, како беше. Затоа нема пари за овие работи. Затоа нема пари за болните, за лекови, затоа се мегнуваат докторите добри. Се што е добро во Македонија се трга. Се ставаат неуки. Ке подсетам, внимавајте на тајмерот, но секако репете е дозволено. Благодарам еве што го споделивте вашиот став со гледачите и еве повторно ќе одиме малку на Твитер и ќе посетам дека ова не е проблем од 2022 или пак 2023 година, туку за постојаната потреба од тоа да имаме нови и квалитетни противпожарни возила, што значи дека тој парк треба да се обновува како амбулантни возила. Еве се пишува и дури во 2021 година. Џон има напишано тогаш, не знам што е чудно тука кога има општини без противпожарна служба и без амбуланта. Денес сме веќе 2023 година, а можам слободно да кажам дека резултатите од последните истражувања на Центарот за граѓански комуникации навистина се поразителни. А каква е состојбата реално? Очекувам токму од вас да ни кажете со оглед на тоа што сте жители на местото од каде што ни се јавувате. Добар ден. Добар ден, ако сте на линија. На линија сте, вие сте од Охрид? Да. Да, и па еве каква е состојбата со Охрид? Тајна супер е, нема попалувачи, се е во ред, нема проблем. Бака се да озбилно да збориме. Прво, треба да ги замолиме сите пиромани, значи и сите оние кои што се склони да палат огнови, да не ги палат, да не поштедат, да немаме потреба од возила, од пожарникари и сето тоа. Меѓутоа, овдека ќе ги замолам градоначалниците на малите општини, точно дека имаат мал буџет, не можат они да одвојат толку многу средства. Меѓутоа, 2 помали општини, 3 помали општини да се здружат. Оваа година ќе земеме за вашата, другата за другата општина или за третата. Значи, ако сака, значи да го обноват паркот, ако сакат да има помалку штети од горење, од палења, само со совесно работење може да се постигне целта. Охрид, да речам, нема доволно средства, нема доволно возила, но сепак какви се такви, колку се толку се,
се бори колку што може и да засега Сакам додека сте во црвена линија ќе побарам од режијата да покажат еден твит кој што е 2021 година и вие со оглед на тоа дека сте од Охрид, па еве можете и да потврдите за ова, вели кога сме веќе на тема ФАП, доброволци самоволно од Охрид ги реставрираат 2 стари противпожарни камиони, донација од општината и со нив помага. Да не ме исклучите. Не, сега ова кажете ми, се реставрираа ли? Вака сега, возилата постојано се обновуваат, се реставрираат и има акција за доброволци да учествуваат во гасењето на пожар. И има доста млади луѓе кои што сакаат да учествуваат, значи во несакани пожари да речам, и тоа е на завидно ниво, но не можат да згасат толку колку што несовесните можат да запалат. Благодарам, поздрав. Благодарам многу за вклучувањето. Одиме со вас секако. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, во црвена линија. Поздрав многу. Да. Поздрав многу, Тина. Голем поздрав. Благодарам. Значи, да ти кажам вака, јас зашто нема противпожарни амбулантни возила. Нови. Знаеш зашто нема? Затоа што едниот ќе дојде градоначалник, па ќе си земе парички, ќе си зема и тоа што треба и што не треба, па ќе дојде новиот наследник, па ќе рече овој не остави празна, остави касата, па и тој ќе краде, па и овој ќе краде. И така, знаеш како таа незаинтересираност нивна, само за себе, пошто си гледаат, баш име гајле дали има, баш име гајле Тина, дали уопште зеленилото се уништило, дали тој пожарот предизвикал голема штета, ама ти уопште не допира до нив, значи не знам какви луѓе ставаат таму, ама без чувство сигурно. Инаку сакам да ви кажам искуство едно мое, пред неколку години имав повреда некоја во автобус и дојде амбулантно возило. И ме зема. Добро. Беше ладно. Значи, Тина, јас замислував дека тоа амбулантно возило треба да личи нешто како на филмови што гледаме. Дуваше од секаде. Додека ме однесла од Буњаковец до војна болница, јас не сам 5 сати патував, ме смрзнав. Сакам да кажам, повредена, смрзната, значи и не се дава акцент, не се проверува, значи тоа возило може сум имала среќа да ми го дадат. А од каде ни се јавувате, се извинувам? Како? Од каде ни се јавувате? Од Рузвелтова. Од Скопје, добро. Да. И сега замислите, молим те, може баш имав ја таква несреќа да ми се падне такво возило. Ама секако, како што кажавте вие, дека сте дотрајали, дека се со одавно производство, значи треба да се обнови, ама кој да помисли, кој да... Така, благодарам многу и вам за вклучувањето. Продолжуваме секако со дискусијата со вас. Очекуваме директно од вас да ни предочите каква е состојбата. Уште еднаш еве и тоа ќе потенцирам, а секако ги сакам и одговорите на прашањата. Според вас зошто и како може да нема средства во буџетот на општините за нови противпожарни возила, како и амбулантни возила, и ќе потсетам меѓу другото дали сметате дека единствено странските и приватните донации се решение полека да се обнови овој неверојатно стар возен парк со кој што располагаат брзата помош и секако противпожарната единица. Добар ден. Дали се слушаме? Мислам дека се слушаме. Добар ден. Да, добар ден. И убав ден. Најубава водителке. Благодарам. Како да имаме најубави возила, еве нови, противпожарни и амбулантни? Па пред се вака, јас се јавам од Гостивар. Добро, имавме уште еден гледач, да. Да, сакам да кажам дека противпожарните возила што ги наследивме од бивша Југославија, од Јосип Броз Тито, што го псуеа тој систем, се уште ги имаме и ги употребуваме. Амбулантни возила имаме донирано, ние од западниот дел на Македонија донира Турција, многу пати како помош, испомош, не знам на кој начин ги донираат амбулантните возила, а за противпожарните немам сознание дека донирале Турција и така да имаме. А зашто да им донираат средства? Зар немаат градоначалниците, имаат колку буџет влегуваат од такси, од даноци, од ТХ работи? Мене ме чуди зашто Битола Коњановски градоначалник од 50 милиарди кажуваат, од милиони, пардон, бил во загуба до овој момент, за година и нешто. И зашто да му донира некоја држава, а буџетот му е Битола, како Битола е држава, многу овој општина поголема и појака. Имаат и фирми и се. Зашто? Затоа што се уште владее криминалот.
Од тој аспект немаме никакви. Затоа што ги научи Зоран Заев во минус салдо тој пушти им 30 милиона денари. Во минус салдо пушти им 6 милиона. Нема. Тие се научат на... Така, благодарам многу за јавувањето во Црвена линија. Продолжуваме. Добар ден. Добар ден, Македонија. Тале, вие сте, предпоставувам, од Прилеп. Да. Да, еве се јави гледач и рече дека била ужасна, слушајте ме, била ужасна состојбата во Прилеп кога станува збор за стари противпожарни возила и амбуланти. Сполајмо на Бога што сме ги имале на власт ВМРО Македонија и Груевски. Во негово време. Ама ние имаме возила од 66-та година. Ама дозволете. Значи имате сигурно стари прилози. Во време на ВМРО на Груевски се набавија 150 нови комбиња за брза помош. Тие сега возат, а тие старите се од времето на Тито и на СДС. СДС во независна Македонија гума за комбе за брза помош немаат купено. Добра, како е сега во Прилеп во моментот? Еве што се однесува до противпожарните возила. Солидно е. Но сепак, да ви кажеме на работа, јас се радувам дека ако за гасење пожари зборуваме, дека Груевски ВМРО набавија 3 нови авиони, канадери за гасење пожари, нови локомотиви, возови, се. Сега, замислете, кога гореше цела источна Македонија, на јубавите шуми, Заев и СДС ги блокираат тие 3 нови канадери, да не се гледаат тие авиони да летаат што ВМРО и Груевски ги набавија, ги блокираат. Дали може сега да не... Слушајте ме, Тале, мене ми треба во моментот сега, не како било и како да, еве гледам имаме возило од 66-та година. Гледач рече дека е ужасна состојбата. Имате навистина многу стари противпожарни. Види, ако е ужасна, ако ги вратиме на власт СДС кои само крадат и уништуваат, ќе биде уште полоша состојба. Значи, ВМРО и Груевски купуваја авиони, возови, комбиња за помош. Благодарам за јавувањето и еве сега ќе предочам за да да бидеме поконкретни, за да не мора да се активира црвената линија. Значи, она што бараме од вас е секако да не живееме преку во овие 90 секунди во минатото, пред се поради тоа што доволно што имаме противпожарни возила кои што се стари повеќе од 27 години. Прашањето од Црвена линија до сите вас пред се е зошто нема средства во буџетите на општините и дали се добива впечаток дека во општините има пари само за службени возила и дали всушност за да добиеме ние ново противпожарно возило во некоја општина, град, каде и да е, или пак амбуланско возило, треба да очекуваме странска или пак некоја приватна донација. И секако ве молам, она што бараме е, вие сте очите на изборот на местото од каде што се јавувате. Како е во моментот? Значи, со оглед на тоа што секојдневно живеете во својата општина, град, можете да предочите со што располага, што можете да забележите во однос на квалитетот и староста на противпожарните возила и секако амбулантните возила. Добар ден. Да, добар ден. Повелете. Видите вака, прашањето е како и зошто. Нема средства во буџетите. Нема да зборам за минатото, а минато и пред 7-8 месеци. Ало, ме слушате? Да, ве слушаме. Ако и тоа минато си пред 7-8 месеци, да не го зборувам, тогаш немам друго што да кажам. Меѓутоа, буџетот на Република Македонија се знае каде и што се средствата. И сега, многу прецизно и децидно, без ребаланс, без европско знаменце, преку ноќ, за Рачиново исплатија на Евана милиони и милиони. Ете ги возилата пожарникарски за низ цела Македонија и амбулантни коли. И редица пари кои се даваат преку ноќ. И сега да не навлегувам во овие децава што се болни, затоа исклучиво. Значи, парите дадени за Рачиново, милиони беа. 50 возила, 100 возила, а сите ние други граѓани плаќаме и плаќаме. Не се криви општинарите и градоначалниците. Каде, што може да права со централната власт? Си дава без ребаланс, одлучува самостално да исплати милионски суми за Рачиново. Ајде и у Драчево, ајде и у Битола, ајде и у Прилеп да платиме. А еве кажете ми зошто овој проблем ни се провлекува и годините наназад?
не збориме за наназад, нели? Сега имаме пресна ситуација од пред 5-6 месеци, милионски суми. Така, добро. Очигледно не ме разбравте што сакав да кажам со минатото, но сега кога ќе напоменам дека сигурно од минатото и добро што функционираат колку толку ни се возилата противпожарни, кои што имаме возило кое што датира од 1966 година. Така да, она што мене ме интересира, ако веќе зборуваме за минато, тогаш слободно можеме да кажеме зошто воопшто наназад годините никогаш некако се добива впечаток дека овој град не добил возило од барем да биде производство од 95-та возилото, ако не, или барем да е ново од 2000 и некоја. Ете, за тоа зборувам. А како било и што било во минатото, тоа е минато за кое што не сакаме да зборуваме. Сакаме да зборуваме за сега и зошто не е направено до сега. Добар ден. Добар ден. Па да ви кажам, ја не знам дали ние ќе престанеме еднашка со тоа минато, се што било. Ова тие ветер умагла, па дај да збориме што се случува во моментот и како да биде подобро. А ние сите и политикарите и све, овој направи така, оној украде ова. Бе, дајте да видиме еднашка што се случува во моментот. Значи, бе, стварно срамота, милиарда и нешто дека иде застопа што уопште нема да се изгради. И треба на Америка пари, па дај дојде овдека во Македонија да ги собираат нашите пари. Значи, ја поддржувам претходната гледачка. Меѓутоа, како може да нема во буџетот? Па локалната власт што прави? 14 милиона евра не ја купи Евана, не ја продаде Шилегов на Евана и не можеше да купи ништо. Значи, еве се набавуваат и службени возила, значи за службени возила секој пат има пари. Значи за службените на 2 години ги менјаат. Меѓутоа, ние чекаме само некоја донација како просјаци. Ова е стварно срамота. Само чекаш ако некоја држава од негде кам нешто ти донира буквално како просиме. Ова е срамота, а не дека немаме пари. Гледате какви луксузи и цел запад дојде овдека да не убедува за ред работи. Па ако сме ние мала држава и сиромашна, што доаѓаат овдека и не убедуваат све да правиме како они сакат. Нека си прават како нив им е и што им е. Ова е срамота што прават со нас. Народот плаќа пари, нигдека ги нема. Само за лични интереси за нив. Ова сите граници, да ви кажам, ги преминава овдека. Ова нигдека во светот го нема да плаќаш да... Благодарам многу и вам за јавувањето. Еве повторно еден твит. Ова е објавено на почетокот на оваа година. Интересна вест каде што стои дека командерот бара, ако може да покажеме, печалбарите да донесат ракавици, пожарникарите во Тетово со дотраени возила и несоодветни униформи. Значи, еве имало и ваква ситуација на почетокот на годината во Тетово. Токму поради тоа бараме се разбира да ни ја доловите реалната слика и еве да го кажете вашето мислење како е возможно да има пари за службени возила, но нема за противпожарни нови возила и секако за нови амбулантни возила. Добар ден. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, во црвена линија сте. Ова прашање не е за народот. Ова прашање е за парламентот, значи за буџетарите. Они треба да ви одговорат каде се парите и да набават возила се што треба. Народот го нанесувате во политика, значи каде што не му е местото. А од кое место се јавувате, се извинувам? Значи ние не знаеме како општ народ каде се парите. Добра, од кое место се јавувате? Од Струмица. Од Струмица. Еве во Струмица располагате ли со доволен број на противпожарни возила, амбулантни возила, староста каква им е? Во Струмица сега моментално е нула. Ние не сме како град Струмица. Ние сме како едно обично село. Ништо нема во Струмица веќе. Ништо. Значи, со Струмица е завршено. Ништо не функционира во Струмица. Ништо. Ни возила, ништо. Пато, се е катастрофа во Струмица. Паркот, со кршени клупи, се. Во Струмица нема ништо. Општината воопште не се интересира за народо, ама тотално за ништо.
толку можам да ви кажам за Струмица, а народо не там дека со немое место го носеите во политиката. За тоа прашање треба да одговарат надлежните институции, а не ние. Благодарам многу за вклучувањето и особено еве благодарам што конкретно можевме да слушаме како е во случајот со Струмица и благодарам многу еве што ја споделивте конкретната според вас реалната слика. А секако дека некој мора да ги праша граѓаните што мислат со оглед на тоа што буџетот во општините и доаѓа од граѓаните. Граѓаните се оние кои што ги гласаат надлежните. Граѓаните се оние за кои што всушност нели оние кои што се на власт треба да работат. Но во функција имаме навистина престари противпожарни возила, што е и апсурд, како и амбулантни возила кои што не се многу нови, околу 12 години. А секако ни престои летна сезона, не дај Божа пожари, интервенции, па верувам дека и оние кои што се на власт живеат во оваа земја и знаат и свесни се за неопходност. Па зошто има за службени возила, а нема за противпожарни? Ќе видиме што ќе каже гледачот. Добар ден. Овде е човек од Ѓорче. Зашто има службени возила? Затоа што има една анархија во ова Македонија. Значи, кога сакаме децентрализација да се дават средства во општините, централната власт не дава. Кога може еден мерко кола од 60.000 да си купи, кога може други градоначалници, кога може госпожата спомна уво да му се опростат на рачиновци за струја и како сакаме и само кукаме. А и друго нешто, убаво тема потегнате вие. А кај ви се вашите новинари да испитат зашто до ова дереже дојде? Кај ви е Боби новинарот, да ни ги бројам сите тие новинари, не е пред некој ден и се нафрли на Арсовска. Овие теми да ги гибнат новинарите. Па ние го пуштивме и прилогот на нашата колешка Симона, токму на нашата телевизија се потегна ова прашање, апропо последното истражување на центарот. Ке се потегни и за други. Значи ти на алавде темите тие добри, ама тие новинари не само да седат тамо да истражат, да видат што е проблемот. Централизација ли, општините ли, мате да гибнат кај што треба или не смеат, се плашат од работни места. Ова тема се нервене, ама сум 64 години, 63, значи многу неправди во ова Македонија. Анархија владе, анархија. Бидете ми поздравени, така новинарите, колегите ваши, мате нека станат од солчињата да испитат не само Симона Жујгет Колечка, да и други икс работи имат, други теми ќе дадеш ти за... Благодарам пред се многу за јавувањето и сето ова се регистрира со оглед на тоа што имате право јавно и гласно да го кажете вашето мислење и секако да дадете насоки и идеи, тоа го почитуваме. А верували не дојде времето и за рекламите. А сега, драги мои, време е додека и да ви ги подготвам резултатите и да ви ги соопштам од Инстаграм. Секако, навистина ќе ми биде драго да можам и да споделиме онака пред самиот крај на црвена линија еден интересен твит кој што го извоивме, а напишан е на 4 јануари. А еве што е интересно во однос на овој твит, со оглед на тоа што имавме и прашање до вас, а тоа е дали во општините има пари само за службени возила. Па да речеме, еве ова е една вест која што била објавена на 4 јануари и Мите Најдов има напишано прашање, сега шу правиме. А зошто? Затоа што веста се врзува за тоа што министерот за надворешни работи Османи вели тешко ни е да најдеме 70 возила за министерскиот состанок на ОПСЕ, што треба да го организираме. Интересно е што Невреме ретвитнал, има еден експерт за набавка на возила во Будимпешта, нека побарат совет. Како и да е, сега полека сите оние кои што еве се вклучија во црвена линија во ова денешно издание, секако ќе посетам, ние ќе одиме напред во иднината со оглед на тоа што за многу кусо време ќе ви се случи заврти на Телма, онаму каде што ќе бидете и релаксирани и секако богато наградени.
Но и задолжително ќе ве потсетам да не заследите на профилот на Facebook Црвена линија, секако профилот на телевизија Телма и доаѓаме онаму каде што јас секогаш и настојувам, а зошто да некога можете да бидете дел од сите оние кои што редовно учествуваат во нашите анкети. На Instagram Story денес конкретно ова прашувавме и до вас кои што се вклучивте во Црвена линија. Прашањето е дали странските и приватните донации се решение на проблемот. Со да одговорија 17%, а со не одговорија 83%. Сега, сите вие кои што се вклучивте во Црвена линија, јас навистина имам големо благодарам до вас. Секако ве очекувам утре. А што се однесува до она да останете на фреквенцијата на Телма, секако топло препорачувам, затоа што ние не се расправаме со донации, ние се расправаме со награди кои што се супер вредни, супер нови и секако мислам дека ќе ви бидеме едва и чекање за да го завртите повторно телефонскиот број и да си го пробате своето знаење. Ќе ви прочитам 2-3 прашања. Значи, во кое титовско село е сместен најмалиот етнолошки музеј на светот? Потоа имаме и гатанка, полна топка со црвени бисери. Што е тоа? И кој атински говорник ги изговорил 4 Филипики? Дали тоа бил Демостен или Филип II? Ве чекам во заврти на Телма.